Со два модели за кои Европската комисија е согласна, се надзира решението на транспортерите за нивна непречена работа низ земјите на Европската унија, најави денеска вице-премиерот и министер за транспорт и врски Александар Николовски. Едниот е за прекуграничните, они кои што работат прекугранично, во случајов со Грција и со Бугарија, воопшто да не се потребни визи, затоа што се работи за дневна комуникација. Например, еве, тема е сега нафтата, оние кои што носат со цистерни нафта од Солун во Скопје. А вториот дел да го решаваме со издавање на долготрајни визи, нешто што ние од сам почеток го баравме, што Швајцарија како земја членка на Шенген зоната го имаше воведено уште пред да настане проблемот. Веќе најави и Хрватска дека ќе го направи истото, во процедура во Хрватскиот сабор влезе закон за оваа работа. Нас ни се потребни уште неколку држави, каде што најмногу нашите превозници работат и со тоа да целиот проблем се реши. Како тоа ќе изгледа во практика? Николовски со пример објасни. Ако камион тргнува од Скопје, крајна дестинација е Хамбург, и ако патува низ Србија, веќе кога ќе влезе во Унгарија или во Хрватска, сега почнува да му се брои и времето и да речеме од граничниот премин Хоргош до Хамбург му требаат 5 дена, но на територија на Германија се задржува 2 дена. Кога би се вовеле овие визи, како што сега се договараме, ќе се бројат 2 дена во Унгарија, едниот ден во Австрија и 2 дена во Германија засебно и засебно ќе се влегуваат во ние 90 дена кои што се делат 180 дена.